Во овие 2 години имавме сериозни сопки и обструкции од советниците на ВМРО ДПМН. Цели 3 месеци го кочеа донесувањето на ребалансот за 2019 година, каде што за прв пат, наместо да се кратат, средствата се зголемува. Тие има само една и единствена цел – да се закочи работата на општината, за да не може навремено да се распишат јавните повици за реконструкција и изградба на улиците во тековната 2019 година. Да, така Елена. Мислам дека 3 месеца кои што советниците на ВМРО ДПМН го блокира буџетот на општина Газиба има само една цел – да направат обструкција во така наречената летна офанзива, која што требаше да представува градежна во сите населени места без селективност. Направивме ребаланс за прв пат во историјата на Газибаба за нови дополнителни 120 милиона денара. Газибаба во изминатите 20 години ја наследивме со лоша инфраструктура, со улици кои што оставени беа во кал, населени места кои што беа оставени без вода, населени места кои што беа без канализациони системи. Јас и мојот тим нема да се опреме и нема сила која што може да не спречи да не можеме да ги реализираме потребите на граѓаните во инфраструктурните проекти. Она што го зацртавме. Како прв и успешен проект кој што го реализиравме уште во 2018 година, токму е плоштадот Коцка, кој што се наоѓа во срцето на автокоманда. Цели 20 години беше заборавено и запустено место. Ние го направивме мултифункционално катче и комплетен плоштад кој што може да биде од мултидисциплинска содржини кои што може да се одржуваат. Направивме пристапни патеки за сите граѓани. Направивме спој помеѓу театарот Димитар Влахов и самиот плоштад. Уредивме смарт осветлување и драго ми е што заедно со мојот тим првата културна манифестација Вкусија Газибаба во ноември минатата година токму го државме на плоштадот Коцка. Ова е најдобриот пример дека продолжуваме понатаму во делот на инфраструктурните проекти. Автокоманда тоа го заслужува. После поплавите 2016 година веднаш започнавме со реконструкција на капиталните оштетени објекти од поплавата. Местните заедници во Стајковци, во Сингелич и во Кераминица ги обновивме од темел. Во Стајковци комплетната покривна мрежа, прозорци и функционална целина од 2 простори кои што доби превентивната станица за безбедност и местната заедница се функционални до ден денеска. Добивме и економска фасада на самата зграда. Ова што е пред вас сликата е на местната заедница во Али Авдович која што беше оштетена и пред поплавите, сега представува мултифункционална местна заедница каде што имаме 4 нови простори, нова фасада, нов покрив, нова канализациона мрежа, нова водоводна мрежа, ново уредено катче. Во самиот состав на местната заедница имаме Совет за превенција за безбедноста, имаме од Агенцијата за матични книги на родени, а од наредната недела отвараме и одделението за социјална политика, каде што директно социјалните работници ќе го обслужуваат теренот од Сингелич, Стајковци, Брњарци до Раштак за социјалните потреби од ова министерство. И секако во делот на Кераминица комплетно го објавивме покривот затоа што беше нефункционална местна заедница. 2 години вложуваме во подобра инфраструктура од причина што го решаваме проблемот во сите населени места. Без селекција и без никаков притисок кој што го имаме. Должиме само на граѓаните. Само за 2 години изградени и реконструирани се 67 улици, каде е поставена асфалтирана површина во должина од 33 километри. Можеме и мораме повеќе. Граѓаните на Газибаба заслужуваат подобра општина Газибаба. Посебно би сакал да го извадам проектот кој што го отпочнавме со самото доаѓање, а тоа е улицата Товарник во населеното место Мажари. Наследивме улица кој што едва и можеше да се разминуваат 2 возила. Направивме современа сообраќајна улица во широчина од 5 метри. Направивме тротоар од двете страни, комплетна атмосферска канализација, комплетна водоводна канализација, комплетно решение во делот на осветлувањето. Ова беше пример како можеме со добар проект
и проектна документација да направиме улица и тоа ќе биде примерот кој што ги следат и понатамошните реконструирани улици во општина Газибаба. Реконструкцијата на улица Гемиџијска иако беше ветувана со години. Секој пат крпена, докрпувана, а никој пат не обновена. Во минатаа година успеавме 1000 метри во должина комплетно да ја реконструираме улицата Гемиџијска во Железара. Од причина што беше небезбедна, стара и запуштена. Водевме сметка да имаме реализација на проектите во сите населени места. Во делот на реконструкциите и патиштата и инфраструктурата, само ќе издвојам дел од она што го реализиравме, бидејќи го имате веќе отпечатено во кое што го имате добиено како наша обврска во изминатиот период од ноември 2017 година до ноември 2019 година. Новата сервисна улица во Ченто, која што ги поврзува поликлиниката и улицата Маџари, ја завршивме уште минатата година. Нови две сервисни улици во населбата Хиподрум 2, кај што имаме две нови згради и имаме дополнително нов импакт на развојот нова урбана населба. Не ги заборавивме ни руралните населени места. Без селекција и без никаков проблем на мојот тим и администрација, само во Инџиково, од поплавите и од она што го имавме наследено, реконструиравме 9 улици. Продолжуваме и ни останаа само 3, кои што ќе го направиме во текот на наредната година. Секако дека и селото Синглич со наследената улица број 28 со незините кракови ја наследивме во ноември 2017 година како улица Сокал, неасфалтирана, без поврзана на водоводна мрежа, без тротоари и без никакви елементарни услови. И краците, и комплетната улица 28 е во функционална целина. Посебно сум горд, затоа што поплавените подрачја, како што се Стајковци, не ги заборавивме улицата 25. Посебно во делот на Трубарево, каде што комплетно ги реконструиравме улицата 18, 8 и 20 со краците во Трубарево. Ова докажува дека нашите дела во делот на реконструкцијата и капиталните асфалтирани улици ќе го продолжиме и во наредниот период. Го реконструиравме и локалниот пат оштетен од поплавите помеѓу Стајковци и Брњерци. Веќе имаме комплетно поврзање помеѓу двете села кои што беше оштетен за време на поплавите. Исто така, во овој период, како рехабилитирани улици, кои што ги наследивме како запуштени, со асфалтот кој што го употребивме од сервисирањето и рехабилитацијата на северната заобиколница, го искористиме во населените места Синглич, Страшници, Црешово, Булачани и Раштак. На тој начин, овие улици ќе бидат спремни во наредниот пет комплетно да ги асфалтираме. Посебно во овој момент би сакал да издвојам патниот правец, кој што заедно со владата и Агенцијата за магистрални и регионални патишта успеавме да го асфалтираме. Тоа е реконструкција на патниот правец Јурумнери, Долно Лисничи и Драчево, каде што на директен начин се поврзува општина Кисела Вода, Аердро и Газибаба. Ова е навистина добра поврзување и патна мрежа која што беше битна. Регионалниот пат помеѓу општина Газибаба и општина Илинден представува регионалниот пат Хиподрум. Ја поврзуваме населбата Хиподрум 2 со спортско-рекреативниот центар и добивме 2000 метри квадратни во делот на тротоар и нови, првиот дел од реконструкцијата или првата фаза, ја завршивме пред некој ден, продолжуваме наредната година се со цел да овој патен правец биде поврзување помеѓу 22 села во општината Илинден и нашите населени места кои што гравитираат од Хиподрум 2 према Газибаба. Реконструкцијата на улицата Благоја Стевковски во првата фаза заедно со градот Скопје ја реализиравме и оставивме трак дека имаме уште две фази и од клучно значење затоа што и ова е централна улица и го решава сообраќајниот метеж кој што ги поврзува општините Газибаба со Петровец. Ова улица дополнително ќе треба заедно со градот во планот ние наредната година и двете фази да ги завршиме, затоа што ова е пред се подобрување на безбедноста во сообраќајот и регулација и безбедност на патниците и на пешаците кои што ни се многу битни во делот на ова населба.
Накратко би сакал да извајам само дел од она што успеавме да го направиме како улици во овој 2-годишен период. Тоа е реконструкција на сервисната улица покрај основното училиште 25 мај, значи тоа е во Сингелич, ова е останатите се во населените места Маџари, Ченто, Триангла и реконструкција на улиците 5 и 6 во Стајковци. Ова е само дел од она што успеавме да го издвоивме како готови, завршени улици во изминатите 2 години. Не запираме тука. Капиталните проекти на мојот тим заедно со градот Скопје и централната власт продолжува и понатаму. Ова е продолжување на булеварот Аснон, кој што треба да ги поврзе општина Аеродром со општина Газибаба и Центар. Првата фаза веќе од општина Аеродром е започната и е дојдена до спортско-рекреативниот центар на спортската сала во Јане Сандански. Напролет веќе очекуваме мостот да го продолжиме према Кераминица. Ние како општина работиме на имотно-правните односи во делот на Кераминица. Имаме уште 7 предмети кои што треба да ги реализираме до крајот на нова година и очекуваме дека напролет веќе ќе отпочнеме со делот на реализацијата на фазата на територија на општина Газибаба, така да ќе добиеме нов современ булевар кој што ќе треба да го растерети комплетниот сообраќајен метеж и да ги поврзе општина Центар, Газибаба и Аеродром. И на тој начин булеварот Киро Глигоров и мостот за Близнаци ќе биде комплетно растеретен и ќе направиме подобро функционално сообраќајно поврзување помеѓу општините. Ова се само дел на улици кои што успеавме во краткиот период, а предстои уште многу во наредниот период кои што се тампонирани и комплетни се подготвени да се асфалтираат со буџетот во 2020 година, почнувајќи од Идризово, завршувајќи со Трубарево, во делот на Сингелич, во делот на Маџари 2, како и населбата Хиподром, кој што ни е многу битна и оставена во делот на самиот дел на асфалтирање. Ниту паркинзите ги заборавивме, ниту паркирањата во одредени места, зашто ни беше најголем предизвик, а од друга страна и барање кај граѓаните. Најголемиот проблем во делот на инфраструктурата кој што го наследивме и треба да го решаваме се паркинзите во Газибаба. Ова е првиот паркинг кој што го асфалтиравме позади амбулантата Ченто во Маџари и ја поврзавме улицата со улица Маџари како главна сообраќајна улица. Посебно сум горд на барање на жителите од улица Душан Тасковиќ, зграда 45 во Железара, кој што изработивме инфраструктурен проект и направивме паркинг на ниво барање без ниту едно дрво да се исече, со тоа што добивме 46 паркинг простор места за паркирање на самата зграда, кои што исклучувајќи ја користат станарите на зграда 45 на Душан Тасковиќ и комплетно собележани. Нови паркинзи направивме одма до основното училиште 25 мај во Ченто. Направивме реконструкција на паркингот на улицата одма до Ченто спроти маркетот Кипер. Во Железара кај Жито маркет. Направивме кај црквата Свети Спас во Маџари. Направивме на улицата Анри Барбас и направивме дома дополнителни паркинг простор места пред општината Газибаба. На овој начин продолжуваме заедно да го решаваме проблемот во делот на паркирањето. Во првите 2 години од мандатот изградени се пешачки патеки во должина од 10.267 метра. Ги работевме заедно по потреба на граѓаните и на приоритетните улици кои што бараат да бидат безбедни за пешаците и во делот на сообраќајот. 2 години одиме кон добро. Инфраструктурната потреба на граѓаните ни е наш фокус. Продолжуваме заедно да ги решаваме инфраструктурните потреби. Ова се само дел на изградба на пешачки патеки кои што ги изградивме водејќи сметка да бидат рамномерно распределени во сите населени места. Почнувајќи од Хиподром, покрај Маџари 2, во Трубарево, Кераминица, во делот на Црешево, во делот на студентскиот дом Стив Номов овде, во Хиподром и во другите населени места, се со цел да излеземе во пресред на барањето на граѓаните. Реконструираната велосипедска и пешачка патека од двете страни на булеварот Киро Глигоров, кој што ја поврзува општина Аеродром со општина Газибаба, ја завршиме во комплет. Моментално работиме на булеварот Александар Македонски, каде што крајна цел ни е да го поврземе булеварот Александар Македонски заедно со нашите 3 фреквентни улици. Тоа се Методи Андонов Ченто, Благоje Стевковски и Перо Наков.
На тој начин и велосипедистите и пешаците ќе можат директно на булеварот Александар Македонски да се приклучат кон другите централни градски општини и на тој начин и велосипедистите и другите да ги вклучиме во делот на нашите приоритети. Во крајна фаза сме на проектот кој што го изработивме и го ветивме во предизборната кампања, а тоа е проект на пешачка патека во должина од 8 км, кој што ќе се протега од новиот објект на зградата ке Мерцедес, од левата страна на реката Вардар до регионалниот пат во Јурумлери, каде што ќе биде безбедна пешачка и велосипедска патека, комплетно осветлена и наш приоритет да ја завршиме во наредните 2 години. На тој начин ќе можеме да ги избегнеме несаканите последици на регионалниот пат помеѓу Хиподрум и општина Петровец. Во првите 2 години од мандатот изградена е водоводна мрежа во должина од 11.174 метри и канализациона мрежа во должина од 6.200 метри. Обновени се и застарените и јазмисни цевководи. Ги решаваме проблемите на населените места кои немаат вода и канализациони мрежи. А работите тргнаа подобро. Продолжуваме заедно. Горцум во делот на 2 населени места кои што комплетно ги решивме и при крај сме на поставување на водомери. Тоа е прво изградбата на водоводната висока зона во населеното место Раштак. Го потпишавме мината недела со дополнителни средства од 5 милиона денара за долната зона и на тој начин преку 350 домаќинства со нови водомери и нов водоводен систем ќе добијат чиста, питка вода и континуирано снабдување во текот на целата година. Исто така, комплетно десниот дел и Шурково мало во Булачани направивме нова мрежа и поставивме преку 120 водомери до секое домаќинство, што ќе гарантира исто така континуирано снабдување со вода и недостаток кој што го имаше во летниот период, посебно од месец мај до месец август. Наследивме села кои што нема канализација. Населеното место Јурумлери, пошто е од најниска точка, ни беше приоритет и прво го отпочнавме. Ја завршивме моментално првата фаза, каде што имаме направено дел од цевковод кој што продолжуваме да го вршиме со средства од Светска банка. Јавниот повик завршува на 10 декември и очекуваме дека после 10 декември веќе во втората фаза ќе можеме секое домаќинство во наредната година од Јурумлери да го приклучиме на првата вакуум канализациона мрежа единствена во Македонија. Работевме полека, работевме професионално, затоа што е ова прва и единствена фекална вакуум станица во Македонија. Не смеевме да сгрешиме од причина што имаме таму преку 10.000 жители. И ова беше пример како можеме тоа да го сервисираме. Наследивме нефункционална мрежа во Трубарево. Ја ставивме во функција, истата сега треба да ја приклучиме со дополнителни 6 милиона денара. Одбран е оператор, во наредните денови домаќинство по домаќинство кои што не се вклучени, ќе ги приклучуваме во делот на фекалната канализација во Трубарево. Трубарево тоа го заслужува зашто после 16 години добива прв пат канализационен систем. Многу предизвици имавме. Еден од поголемите предизвици беше како Хиподрум 2 како населба која што е проектирана и урбанистички донесен планот уште 2002 година. Немавме функционална сила ниту на водоводната мрежа, ниту на канализационата, ниту на атмосферската. Се зафативме и конечно ставивме крај со нов водоводен систем, со нова фекална и одводна канализација. Ставивме крај и на септичките јами, и на бунарите, и на она што треба да биде градска урбана населба. Хиподрум 2 е решен во делот на комплетната инфраструктура. Останува напролет да ги асфалтираме улиците и на граѓаните и да им покажеме дека навистина тоа го заслужуваат после 17 години. Топловодната линија и парно грејење, кој што ни беше неопходно за работење на основното училиште Вера Јозич, пред пуштањето требаше да го поврземе. Тоа го направивме и тоа е основното училиште кое што го отворивме минатата година, представува ново функционално основно училиште кое што е приклучено на системот за парно грејење. Би сакал да одвојам уште неколку битни елементи кои што требаат граѓаните, јавноста, ви пријатели да го знаете.
Општина Газибаба е една меѓу единствените кои што поседува така наречен ГИС систем, а тоа е електронска форма на сите детални урбанистички планови и документации кои што ги поседуваме за подземна и надземна инсталација, за да може било кој од инвеститорите, домаќинствата, правните и физички лица го побараат во електронска форма, да не одат од шалтер во шалтер, за да можат при градба да има точна слика што моментално сме донеле, што треба да се гради, што преку градбата има како подземна инсталација и каде треба да водат сметка. Во период од 2 години донесовме 4 урбанистички плана. Во постапка ни се преку 20, кои што очекувам до ова година уште 5 да ги донесеме на наредните седмици, ако не прават обструкција советниците од ВМРО ДПМН заради тоа што директно го кочат развојот со недонесувањето на деталните урбанистички планови и повеќе други постапки кои што ги водиме се цел да им излеземе на привните и на физичките лица за идни градби и реконструкции. Во делот на она што посебно сакам да го истакнам во оваа прилика и од она што беше кочењето на ребалансот. Ова се трите главни патни правца кои што заедно со агенцијата и со владата на Република Македонија и со централната власт успеавме да ги обезбедивме. Средствата, јавниот оглас заврши. Добиен е инвеститор, налогот наредната недела би требало да го дадеме за изградба на нова патна делница во должина од 5 километри, да ја спои општина Бутел помеѓу Радишани и Раштак. Во делот на изграда на нова патна делница во должина од 2 километри во населеното место Винише и изградба на патна делница во Блашани во должина од 1 километар. 45 милиона денара беше инвестиционата вредност. На овој начин покажуваме дека руралните населени места ни се многу битни на Скопска Црна Гора и подеднакво водиме сметка за подобрувањето на условите и во руралните населени места кои што општина Газибаба на жалост ги има. 2 години одиме кон подобро. 2 години одиме заедно кон подобро затоа што граѓаните на Газибаба го заслужуваат тоа. Ви благодарам.